Вилата Водно е работна канцеларија на претседателот на државата, така што нема дилеми дека треба постојано да биде чиста и функционална. Не само поради делегациите што доаѓаат таму. Чиста треба да биде цела држава, но тоа е друга тема. За одржувањето и хигиената на Вила Водно, како и на другите објекти на државната управа, се грижи службата за општи и заеднички работи при владата. Грижата е преку периодични тендери со кои се најмуваат фирми за чистење и одржување. Последниот таков договор за чистење СОЗР го потпиша неодамна, на крајот на мај годинава. Го доби фирмата Стет Комерц со понуда од околу 1 милион евра. Делот за одржување вреден дополнителни 800.000 евра го доби Бигор Клининг. Или вкупно двата договора изнесуваат околу 1,8 милиони евра. Доволно причини за да поставиме прашања. Почнавме преку споредба на цените за услугите во најновите тендери со предходните од 2022 година. Кога е во прашање одржувањето на хигиена во затворен простор, цената пораснала од 49,53 денари на 73,73 денари. Или за 3 години тоа е раст од околу 49%. Одржувањето пак поскапело од 39,11 на 55 денари, што е 40% повеќе за 3 години. Ова сознание беше основата за нашето прво прашање до директорот на службата за општи и заеднички работи, кој се согласи на интервју. Ивица Томовски одговори дека растот на цената е пазарно оправдан. Проценетата вредност на оваа набавка е зголемена од минатото раководство. Значи во планот за јавни набавки предвиделе дека треба се покачи цената 30%. И јас се согласив со тоа дека предвиделе така, бидејќи имате вие покачување, неколкократно покачување на минималната плата. Во оваа дејност најчесто луѓе работат на минимална плата. Причините заради таква висока цена е тоа, бидејќи кога вие покачувате минимална плата, се покачува се. И цената на чистење од квадратура, и средства, и алати, и се покачува. Имајќи ја предвид минималната плата како клучен трошок, Томовски ни кажа дека во последните договори има клаузула според која договорените страни имаат право на промена на цените, доколку дојде до измени на законот за минимална плата. Но тоа отвори дополнителни прашања. Кога е во прашање одржувањето на хигиена на надворешен простор, цената по квадратен метар на тендерот во 2022 година била 6,39 денари месечно, а во 2025 не само што не поскапела, туку и поевтинила на 6,24 денари за квадрат месечно. Како е можно минималната плата да ги зголеми трошоците по квадрат за 40 до 50% за внатрешна хигиена, а 0% за надворешна? Најверојатно тоа е интерно на приватните компании кои што ја даваат таа цена, сепак тие си понудуваат таква цена. Мислам дека имаше две компании или две групации на компании кои што учествувале, најнискиот ја добил цената. Претпоставувам дека си направиле некоја интерна пресметка дека помалци ги трошат своите луѓе кога се одржува нешто надвор, бидејќи ретко е есен, зима, лето одржувате надвор, додека внатрешните простори малте не секојдневно ги одржувате и ги чистите. Во анализата на цените не застанавме на споредба со претходниот тендер, туку се вративме до 2018 година. Таа година, кога е во прашање цената за хигиена во внатрешен простор, чистење на квадратен метар за еден месец државата плаќала по 32,12 денари. По 2 години цената скокнала на 46,31. Во 2022 има незначително зголемување, за веќе кажавме, да се случи раст од речиси 50% годинава. Или вкупно за 7 години, цената за чистење на Вила Водно и во други државни институции по квадратен метар пораснала за 230%. Одржувањето пак во 2018-та чинело 20,92 денари по метар квадратен месечно, што значи дека за 7 години пораснало за 260%. Процентот на поскапување се чини огромен, дури и кога предвид се земаат растот на минималната плата и инфлацијата. Прво, 6 години не направиле никаква промена на цените претходни кои што биле имало покачување на минималната плата. Значи не збориме последни 3 години. 6 години и тоа е еден дел каде што се собрале тие проценти за да дојде до некоја нивелација. Вториот дел е тоа претходниот тендер работеле конкретно ќе кажам 25 лица во делот на хигиена, моментално по новиот тендер работат 43
лица на делот на хигиена, тековно одржување по нов тендер 13 лица, по стар тендер 8 лица. И кога ќе сумираме една со друга квадратура, сега се чисти и се одржува над 50.000 метри квадратни, а претходно се одржувало и чистело 30.000 метри квадратни. Кога ќе сумираме сите овие податоци кои што и кажав, ќе биде тоа што оправдана цената. Имајќи предвид колку брзо расте цената за овие услуги, се наметнува дилемата. Дали е можеби попаметно институциите повторно сами да си вработуваат хигиеничари и хаусмајстори? Ние правевме и некои други анализи да ние ги превземеме овие работници под наша капа, да речеме, да бидат вработени кај нас, но со минималната, односно најниската плата која што ние можеме да ја дадеме како служба за општи заеднички работи, направивме на груба пресметка, ни излегува тендер за 3 години, само за хигиена, кој што го добиле фирмите за 61 милион, ние да треба да платиме 84 милиони. И ова е по основ на плати. Тука не влегува минатиот труд, не влегува ХТЗ опремата, не влегуваат алатите, не влегуваат средствата за хигиена. А цените на повеќето тендери, вклучувајќи ги и тие за чистење и одржување, во значителна мера зависат од конкуренцијата. Колку повеќе тркачи, толку поевтини стоки и услуги. Иако тендерите за чистење и одржување изнесуваат стотици илјади, па и милиони евра, на последниот се јавија само 20 понудувачи. Не е многу различно низ годините наназад. Има некако ограничување во тој дел на фирмите. Можам со сигурност да потврдам и да кажам дека сме ги намалиле критериумите. Не сум ги намалил за 100% критериумите, сепак се работи за држава и сакам чекор по чекор да биде намалувањето, за да може да се зголеми на некој начин конкуренцијата. Очекував дека ќе има поголема конкуренција заради намалените услови, бидејќи имаше интерес, имаше прашување, но тоа е што тие се фирмите кои што конкурирале, а реално па да објавите тендер за држава, кој што обслужува цела држава, а да биде без ниту еден критериум, и тоа не соодветствува. Фирмата која е избрана да ја одржува вилата Водно 1 заедно со други институции е дел од групата избрана да ги чисти и одржува и останатите објекти на државната управа. Тоа е посебен тендер кој се спроведе кон крајот на минатата година и на кој исто така немаше голема конкуренција. Вкупната цена таму беше околу 9,6 милиони евра. И тие и последните договори се склучени на 3 години, што значи дека прашањето на цените, конкуренцијата и рационалноста повторно ќе се отвори на почетокот на 2028 година.